Благодарници за придонесот за меѓународниот фолклорен фестивал добија неколку поединци и приватни фирми од организаторот, културно-уметничкото друштво Панче Пешев и Младинскиот културен центар Козијак од Куманово. Традиционално, како и претходните години, и овој пат по завршувањето на третиот фестивал, организаторите на средба изразија благодарност за помагателите на манифестацијата. Председателот Мирослав Крстевски истакна дека е задоволен од самиот фестивал, настапите на учесниците од земјава, соседството и пошироко. Ова година навистина сум задоволен од учество на учесниците од страна кои дојдоа, луѓе и ансамбли што настапија и од Македонија. Посебен белег ќе му дадеме на нашите комшии и групите од Мексико, Србија, Бугарија, понатаму Поljska, значи имавме разноврсни учесници и повеќе култури што имавме можност да ги презентираат и да ги видат нашите граѓани, нашите учесници на фестивалот и фолклор од други држави. Реков дека секогаш на крајот од фестивалот правиме една завршна свечаност, односно доделување на благодарници, дипломи, одредени сувенири на нашите помагатели, пред спонзори, помагатели, како и покровители на самата манифестација. Со ваквото одбележување организаторите велат сакаат да дадат стимул и на други компании и институции да го помагаат и почитуваат фолклорот. Дополнуваат дека веќе течат плановите за четвртиот меѓународен фолклорен фестивал, за кој е предвидена уште поголема културна програма. Планираме, значи мора да кажам дека сум воодушевен од интересот на ансамбли од повеќе земји кои ќе земат учество наредната година, 2023 година, тоа ќе биде четврт фестивал Куманово. Меѓутоа, мора да кажам и еден апел до самите покровители, како што е општината Куманово и ова е Министерство за култура на Република Северна Македонија, за да можат да финансират и да одвојат малку повеќе пари, бидејќи на репертоар ќе бидат повеќе држави и тоа пред се од нашето обкружување во Македонија, тоа да не кажам сега Западен Балкан што го викаме, сакаме да дадеме еден придонес и ние како културно-уметничко друштво, како Младински културен центар на една манифестација која ќе ја на некој начин и посветиме на Западен Балкан, и тоа се Србија, Албанија, Грција, Бугарија и се разбира Македонија. А од надвор очекуваме од други континенти, очекуваме од Африка да учествува еден феноменален ансамбл од Египет, Александрија, од градот Александрија, потоа Колумбија од Јужна Америка, како и долго очекуваното учество на државата Грузија, кои имат навистина извонреден фолклор, и моја желба е навистина да нашите граѓани, нашите љубители на фолклорот да видат како играат од најмало до најголемо, значи феноменално. Првиот фолклорен фестивал во Куманово се одржа во 2019 година.